Се сеќавате на... Ке продолжиме сега со темата. Се сеќавате што му се случи на Илија во врска со тоа каде бил, во што се кај се наоѓал Господовиот дух. Се сеќавате? Значи, Господ му пушти на Илија виор, настана земјотрес, после шо беше понатаму. Меѓутоа Господ не беше ниту во тоа, ниту во тоа, ниту во тоа, а во што беше? Тивкиот ветер, така пишува? Тивкиот глас. Тивкиот глас, така. Во малиот тивок глас. Кој е тој тивок глас? Значи, ние не го гледаме Отецот, ние не би ни можеле да го видиме, како што самиот Исус и рекол Нелена Вајд во визија. Ако ја видиме славата на Отецот, Отецот во сета негова слава, ќе престанеме да постоиме. Нема да умреме, туку ќе престанеме да постоиме. Тоа се две различни работи. Ние не го гледаме ни Исуса. Не го гледаме ни Синот Божи. Тоаш кога имаме работа со Господа, со кого имаме работа? Непосредно тука со нас, со кого имаме работа? Само со Светиот Дух. Тоа е нашата единствена врска со Него. Тој тивок глас кој што не збори преку нашата совест. А зашто Господ не беше ниту во земјотресот, ниту во луњата, ниту во виорот, така натаму? Во оно што луѓето би сакале Господ да биде. Затоа што има еден убав текст што го читавме во контекст на последните настани при проучувањето на оваа книга секој петок. Би сакал да го прочитам тој цитат директно од Духот на пророштвото. Тоа во последните настани е 129 страна. Директно може да го најдеме. Се вели вака: еден единствен ангел ги убил сите египетски првенци и ја исполнил земјата со плач. Еден единствен ангел. Значи, за да направи Господ виор, луња, земјотрес, катастрофа, помор, епидемија, што е потребно? Да му заповеда на еден единствен ангел тоа да го направи. Затоа јас верувам дека на Илија тие манифестации му ги правеле Божите ангели по Божија заповед. За да и тој и ние разбереме каде треба да го бараме Господа. И во што треба да го бараме Господа. Иако тој е поголем и помоќен од сите природни сили и од сите небесни сили, сепак нашата единствена врска со него е тој малечок тивок глас кој што зборува преку совеста, и ако тој глас го задушиме, тогаш нема повеќе кој да ни зборува. Тогаш сме похулиле на Светиот Дух, сме го направиле непростливиот греф. Да го завршам цитатот. Кога Давид го навредил Бога попишувајќи го народот, еден ангел предизвикал страшно уништување со кое тој греф бил казнет. И сега ова реченица е битната. Истата разурнувачка сила која ја покажале светите ангели кога Бог тоа им го заповедал, ќе ја покажат и злите ангели кога Бог тоа ќе им го дозволи. Тие сили се веќе подготвени и само чекаат божествена дозвола да предизвикаат пустош на сите страни. Ова е запишено во големата борба 614 страница.
Големата борба е завршена пред 1888 година, бидејќи тогаш е испечатено првото издание. Значи, замислите, во тоа време, овие сили, значи, пред 130 на години, овие сили биле веќе подготвени и чекале божествена дозвола да предизвикаат пустош на сите страни. Колко време има тогаш? 130 на години и Господ се уште не им дозволува. Ги држат ветровите. Да не дува ветер, да не се направи тој пустош. Се разбира, имало многу пустоши и разорнувања, и двете светски војни, и разни други катастрофи, меѓутоа тоа, како што споменав мејатата сабота, тоа не е ништо во споредба со, тоа се само капки од чашата. Во споредба со она што ќе се случи кога ќе настапи Господовиот ден. Во споредба со она што ќе се случи кога ќе заврши времето на милост, кога повеќе нема да има милост, кога луѓето ќе бидат или запечатени, или жигосани. И тоа е страшно време. Мејата сабота беше тука присутна Вики, значи, од Хрватска, и на излегување ми спомена дека некој проповедник, не го кажа името, но ја нема да го споменам, некој проповедник, хрватски проповедник, кој што живее и работи во Северна Америка, не знам дали беше Канада точно или Соединетите држави, исклучиво и рекол, на прашање што таа му го поставила, дека според учењето на адвентистите на седмиот ден од секогаш, дека трубите се однесуваат на седумте труби се однесуваат на историски настани од историјата на средниот век, ајде да речеме. Сите ние добро ги знаеме тие толкување. Меѓутоа, знаете зашто Вики му го поставила тоа прашање на проповедникот? Тој не кажал ништо ново, тој го кажал само учењето на неговата црква. Затоа што Вики забележала дека нешто не е во ред. Забележала тоа што јас го зборував, дека седумте труби се дадени во контекст на седмиот печат, последното време, крајот на времето на милост. Никако не можеме да ги извадиме од тој контекст и да ги сместиме во некоје друго поранешно време, според откровението. Како за пример, го цитиравме текстот што се однесува на петтата труба. Зошто? Затоа што таму, да не го читам повторно целиот текст, таму е споменат Божиот печат. Да го повториме. Текстот од 7 глава. 7 глава, 1 стих. Потоа видов 4 ангела, како стојат на 4 агли од земјата, држејќи ги 4 земни ветрови, за да не дува ветар ниту на земјата, ниту по морето, ниту на некое дрво. И видов друг ангел, како се подигаше од исток, кој имаше печат на живиот Бог. И тој извика со висок глас кон 4 ангели, на кои им беше дадено да и пакостат на земјата и морето, велејки. 3 стих. Не пакостете и на земјата, ниту на морето, ниту пак на дрвјата, додека што? Додека не им ставиме печат врз челата на слугите на нашиот Бог. На 4 ангели се должни да ги задржуваат овие ветришта на Божиот гнев, се додека не бидат запечатени сите Божии слуги, кои што тука наведени понатаму како број. Ние сега не ни е битен бројот и да дискутираме за него. Но, битно е дека додека постои времето на милоста,
Божите слуги се запечатуваат, но не се сите запечатени. Точно или не точно? Додека живееме се уште во времето на милоста, Божите слуги се запечатуваат, но не се сите запечатени. Браво, вас никој не е запечатен од живите. Точно. Според тоа, ако петата труба мене ми зборува 4 стих од 9 глава, и им се рече на тие скакулци, да не ја повредуваат тревата по земјата, ниту какво и да било зеленило, ниту некое дрво, а само оние луѓе кои што го немаат печатот Божи на челата своји. На кое време се однесува? Зашто на турците? Пред 2, 3, 4 века. Не, се однесува во времето кога Божите слуги ќе бидат запечатени. И кога овие зла ќе бидат излеани врз останатите, врз жигосаните, врз оние кои што го немаат Божиот печат на своите чела. Со ова не сакам да речам дека треба да ги фрлиме во ѓубре сите толкувања што адвентистите уште од почеток ги намениле и примениле на историјата на христијанството во минатото. Сите символични пророќства имаат своје толкување и имаат и своја повеќе кратна примена. Ако нивните детали одговараат да се применат на некои настани, во минатото може да се применат, зашто да не. Тие се символични пророќства. Меѓутоа, Елена Вајд, која што исто така дава поддршка и за тие историски примени на 7 труби од минатото, дава поддршка и за ова, дека 7 труби се однесуваат на последното време. Нејзин најпознат цитат на оваа тема се наоѓа во третата книга Избрани сведоштва, 426 страница. Внимавајте што вели. Се уште треба да се случат сериозни настани. Значи, сериозни настани доправа следат, со други зборови. И сега кажува ваква, една синтагма, паралелизам повторно. Треба да одегне труба по труба, чаша по чаша, треба да се излее врз жителите на оваа земја. Затворен цитат. Мислам дека повеќе англискиот превод, англискиот оригинал на повеќе звучи труба по труба ќе одекне, чаша по чаша ќе се излее врз жителите на оваа земја. И составувачите на книгата Последните настани, односно настани на последното време, на овој цитат му го додале следниот од сведоштва до проповедници 182 страница и само тие два цитата го прават овој одсек кој што носи наслов Чашите на Божиот гнев ќе бидат излеани. Зашто се однесуваат чашите? Во цитатот чаша по чаша треба да се излее на 7 зла. Откровение 16 глава. Каде што Јован гледа ангели кои што имаат во своите раце што? Држат чаши на Божиот гнев. Па на што би требало да се однесува труба по труба ќе одекне. На Откровение 8 и 9 глава. Ево цитатот од следващата проповедница, 182 страница. Ангелот на милоста наскоро треба да го напушти светот. Значи, после ова чаша по чаша, труба по труба, ангелот на милоста наскоро треба да го напушти светот. И тогаш ќе се излеат 7 последни зла. Страните на Божиот гнев наскоро ќе бидат пуштени. И кога тој ќе почне да ги казнува престапниците, нема да има одмор се до крајот. Наистина страшни зборови. Седма
книга Библиски коментари, иако тие се сите издадени во една книга во наше време. 967 страница. Да прочитаме, значи, уште некои зборови, што Елена Вајд ги кажува во врска со оваа тема. Иако скоро ги читавме, вие што доаѓате во петок редовно, но еве сега преминавме на новата земја. Значи, малко ја напуштивме оваа тема од книгата, но само за подсетување. 4 мокни ангели ги задржуваат силите на оваа земја, се додека Божите слуги не го примат печатот на своите чела. Сега внимавајте што се кажува тука. Народите на овој свет се желни за судир. Замислите. Значи, народите сакаат да се тепаат меѓу себе. Албански платформи, овакви платформи, онакви, овој национализам против другиот национализам. Многу лесно може да се запали буре барут. Народите на овој свет се желни за судир. Рековме безумната, се уште за некоја недела до петок, безумната сегашна администрација на Соединетите Американски држави беше желна да започне Трета светска војна со Русија. Меѓутоа, кој тоа го спречи? Господ тоа го спречи. Господ тоа го спречи затоа што дури и агентите на ЦИА и НСА, да ги наречам така, се само фигури во неговите раце. Народите се желни за судир, но ангелите ги задржуваат. Еве ги ангелите. Се сеќавате рецетот во големата борба, кај што Елена Вајд вели во собранијата и заседанијата на човечките, или во заседанијата на човечките собранија, дали се тоа парламенти или конференции и разни други политички собранија, дали на локално или на владино ниво, ангелите Божии често пати земале збор. Се сеќавате на тој цитат. На човечките собранија, политички собранија се мисли, конференции, ангелите Божии често пати земале збор. Како е тоа можно? Интересно. Значи се качува на собраниската говорница и вие мислите дека е тоа Мерсел Билјали, например. Са, не мора да е така. Не мора да е така, се разбира. Не мора ангелот да глуми дека е некој. Како што тоа го прават паднатите ангели. Меѓутоа, еве, без да шпекулирам што тоа би можело да значи, Елена Вајд пишува славни зборови според мене. На тие собери, каде што се носеле важни политички одлуки во светот, ангелите Божи често земале збор. Биле присутни и земале збор. Не само на таков начин. Значи, тие во се вклучени, значи, во најпрљавата политика на тајните служби, например, што се одвива во светот, ангелите Божи се вклучени. Држат се под контрола. Затоа јас велам дека, и уште еднаш ќе повторам, ниту Америка, ниту Русија, сите 18 колку што се нуклеарни сили во овој свет, немаат контрола на своето нуклеарно оружје, на својот нуклеарен арсенал. Господ има контрола. И Господ е тој што ќе го запали тој материјал, тогаш кога ќе дојде време, кога ќе треба се очисти оваа планета од злото и гревот,
кога огненото езеро треба да ги проголта сите непокајани грешници и истовремено да ја подготви планетата за новата земја, за новото создавање. А, може и било кога после времето на милост, во контекст на некое од овие 7 зла или овие труби. И да го завршам цитатот. Значи, народите на овој свет се желни за судир, но ангелите ги задржуваат. Кога силата што ги задржува ќе биде повлечена, ќе дојде време на неволја и страх. Ќе бидат направени смртоносни воени орудија. Бродовите заедно со својот жив товар ќе наоѓаат гроб во морските длабочини. Сите оние што го немаат духот на вестината ќе се обединат под водство на сатанските представници, но ќе бидат задржувани се додека не дојде време за големата битка наречена Армагедон. Тука завршува тој цитат од Елена Вајт. А како се споменува Армагедон? Откровение 16, помните го това, 16. Се споменува Армагедон. Во која чаша или при кое зло се споменува Армагедон? 6. Добро. А што не кажува 6-та труба, да видиме дали постои паралелизам помеѓу трубата, 6-та труба и 6-то зло, 6-та чаша. Откровение 9 глава, 13 стих и 14. И 6-тиот ангел затруби. Така? И чув еден глас од 4 рога на златниот жртвеник што е пред Бога, кој му зборуваше на 6-тиот ангел, како го беше трубата. Ослободи ги 4 ангели, врзани ке големата река Еуфрат. И што треба да направат овие 4 ангели? И беа одврзани 4 ангели, кои беа приготвени за часот и денот, за местот и годината, за да убијат 1/3 од луѓето. Турците, колко и да биле гадни и страшни, не убиле 1/3 од луѓето. Што би било 1/3 од луѓето? Преку 2 милиарди. Страшно нешто. Ја не знам колку броеле турските војски низ историјата, меѓутоа јас не познавам војска, било која, и руска, и германска, француска, било која, не познавам војска, не знам кинезите дали имаат толкава војска. Според 16 стих, која што брои 200 милиони. Вели Јован, го чув нивниот број. 200 милиони. Тие што треба да направат пустош при 6-та труба. Тој ги нарекува коњаници, меѓутоа кога ќе читате каков изглед имаат тие коњи, ќе сватите дека тоа не се вистински коњи. Туку е повторно употребена нека символика и фигуративен израз. А што се? Бог да не чува да не го доживееме на своја кожа. Инаку постојат разни толкувања. Се разбира. Во ред за денес толку. Ако даде Господ живот и здравие, следната сабота на вечер ќе сакаме да ги поминеме сите труби и сите чаши, сите зла и да правиме една споредба, ако е можно. Веројатно ќе биде интересна занимљивост.